Почитувани добровечер и добре дојдовте во уште едно издание на едно од вашите омилени. Ова веќе почна да ми станува како, што би рекол нашиот народ, узречица кога ја најавувам емисијата, бидејќи според рейтинзите гледаме и знаеме дека уживате додека следите за или против дневните политички анализи. Имено на 3 дена сме пред првиот круг или првиот ден на гласање на локалните избори, 19 октомври. Веќе наскоро влегуваме и во изборен молк кој што ќе следи од петок на полнок и нели целиот викенд се до затворањето на гласачките места. И вечерва ќе зборуваме малку или делумно за политика, но целиот живот нели не е само и само политика. Имено има многу посуштествени прашања кои треба да се дискутираат, а кои се столб за реформските процеси во општеството. Едно од клучните три, како што милуваме да ги именуваме, е образованието. Вечерва во за или против на нашите, односно вашите прашања одговара министерката за образование и наука Весна Јаневска. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Министерке, месец и половина помина од почетокот на учебната година. Тие некои турбуленции на првите недели, да речеме од септември, веќе како да не ги слушаме, дали тоа значи дека веќе не добивате ниту поплаки од училиштата, од родителите и така натаму, или има се уште некои работи кои треба да се пеглаат вака додека е официјално првите 2 месеци од учебната година? На моје големо задоволство, Искра, можам да кажам дека и ланската и оваа година помина релативно добро. Без оглед што на почетокот на годината знаат да се слушат одредени турбуленции, за разлика од претходните години, и ланската и оваа година сметам дека тоа е занемарливо. Имавме проблем со по некој учебник кој го решаваме и го решивме во најголем дел. Бројот на поплаки во правец на несакани активности во училиштата, како што се, например, агресија, булинг, е драстично намален, рече се на пола е намален и повеќе од половина е намален. Тоа е добра информација. Тоа е одлично, тоа е многу добро, затоа што превземавме мерки, направивме прирачник, ги активиравме психолозите. Во педагошката служба имаме психолог кој исто така почна одлично да функционира. Воспоставивме еден ред во суштина, што е многу значајно. Така да оваа година можам да кажам дека навистина добро минуваме. Има по некоја поплака, некој наставник е префрлен од еден во друг клас или од едно во друго оделение. Но тоа е и вообичаено, се случува, нели? Директорот има право да ги менува и распределува наставниците, некогаш им излегуваме во пресрет на учениците и родителите, ако процениме дека така е подобро, секако во корист на учениците, така да ете со задоволство можам да кажам дека е добро. Да, многу ми се допаѓа начинот на кој што почнуваат да се менуваат приоритетите во образовните реформи, бидејќи постојано зборуваме за некои технички, содржински на учебниците предизвици, ајде да не ги наречам проблеми, но најважно и прети се е среќата на нашите деца, она што го зборувате. Булингот, стресовите, дисфункционалните семејства си го прават своето, последиците ги трпат децата, тоа се рефлектира потоа и во училиштето, во наставата. И да, најважно е да имаме среќни деца прети се, а училиштето си се, односно учењето не ни бега, не им бега, така што тоа е тоа. И сега, министерки, има и некои други предизвици кои се малку полокални, кои повторно да се вратиме на оние технички состојби. Например, 40 училишта во Струга немаат грејење. И сега, ова не е прв пат ваква ситуација во Струга. Некако сме навикнати кога почнува грејната сезона, училиштата да се најдат во ќорсокак, бидејќи децата смрзнуваат, а немаат набавено горива за да може да ги згреат. И тука е тој конфликт меѓу училиштата, општината и така натаму. Алфа направи една анализа, изјавата на Рами Смерко е дека тој нема надлежност, односно се иззема од одговорност да помогне во оваа смисла. Вие како министерство му одговоривте дека да, има право блок дотациите да ги дополни преку општинската каса, ако добро разбрав. Но тој и тоа нема намера да го прави. Што во ваква ситуација сега? Многу ми е жал што ова се случува на учениците, но пак градоначалниците мора да си ги знаат своите надлежности. Министерството и да сака
и да не може никако, и да има средства, сакав да кажам, не може да им помогне затоа што ние имаме закон за децентрализацијата и училиштата се под ингеренциите на општините. Од тука градоначалниците мора да си водат сметка како ги распределуваат средствата за блок дотации. Доколку па и се случи да имаат некаква поголема потреба, тие навистина треба да ги надополнат тие средства со општински средства. Како можело да се случи баш сите 40 училишта да останат без грење, тоа само Мерко може да одговори и никој друг. И навистина сметам дека е крајно неодговорно некој да рече еве ви ги предавам ингеренциите, иако знае дека нема законско право за такво нешто. Така да сметам дека градоначалниците, се надевам следниот градоначалник на Струга, претпоставувам дека имаме нов, нели? Дека сериозно ќе си ја свати работата и дека ќе почне да води малку повеќе грижа за општината, отколку за личните потреби и партиските евентуално, нели, препукувања, затоа што ако се сеќавате имавме и судска пресуда за несоодветно назначени директори. Да, за несоодветно. Беше тоа. Така е, па за несоодветно употребувани средства општински. Овој пат следниот градоначалник да си води сметка што и како прави, затоа што ќе повторам, Министерството нема никакви ингеренции, нема можност сега да реагира. И сметам дека беше манипулативно и нечесно да се рече ги префрлам. Јас се откажувам од моите ингеренции, еве ви ги вам. Да, кога ние би имале можност нешто да направиме. И што и да направиме би било противзаконски, а јас сум рекла дека конечно е крајно време, нели, да почнеме да почитуваме закони и ред, таков каков што треба да има, на тоа и треба да ги научиме младите. Жал ми е што младите во Струга и родителите на тежок начин ќе откријат дека нивните училишта, учениците и нивните училишта се под ингеренција на општината. Но пак затоа се надевам дека во иднина убаво ќе размислат сите за кого треба да заокружат на локалните избори, за да имаат домаќин, татко на градот или мајка на градот, нели, некој што ќе води грижа за нив. Мерко ќе мора и за ова некогаш да даде отчет зошто дошол во ваква ситуација. Да, убаво ги споменавте и пресудите, ако тоа не е доволна лекција, тогаш што да се зборува понатаму, а веројатно по носењето на законот новиот за локална самоуправа ќе имаат и граѓаните можност поинаку да санкционираат вакви однесувања. Пред 2 дена Министерството информираше дека отворена нова можност за пријавување на студенти за сместување во студентски домови, каде што останаа слободни места, нели да се најдат. Ај прво кажете ми колку слободни места се, бидејќи некои различни информации имаше по медиумите. Едно во Скопје, па не знам десетици на ниво на Македонија, колку точно слободни места сте се? Во Скопје има 30 на слободни места, во студентскиот дом Сенич. Низ Македонија има нешто малку повеќе од оваа бројка слободни места и како и лани и оваа година, де факто сите студенти што исполнуваат услов и побараа сместување во студентските домови се сместени, никој не остана на улица. Така беше лани, така и оваа година. Имавме малку турбуленција, би рекла, повеќето од студентите сакаат да се сместени во студентскиот дом Гоце Делчев, а со оглед на тоа дека двата други се во фаза на реконструкција, не можевме да ми ги исполниме желбите и барањата на сите, но ниту еден студент не остана, а да не биде сместен повторно, велам, тие што ги исполнуваат условите. Да, тоа ќе ми беше следното прашање. Како одат активностите на тема студентските домови? Тие некако ни се вечна болка заради запустеноста во која беа изминатите години. Секој некако најавуваше што локална власт, што централна власт, дека тоа ќе се менува, се реконструира, па нови студентски домови, па нови згради, така натаму, а проблемот остануваше постојано исти, болката на младите апсолутно континуирана и константна, за жал. Ајде кажете ми како течат активностите во вистинска смисла на зборот, односно во конкретна смисла на зборот, од дом во дом, и како брзо ли се работи на случајот, бидејќи зима доаѓа, нели?
Искра за жал, да, мора да потврдиме дека студентите беа комплетно во право и дека условите во кои што живеа еден извесен период беа субстандардни. Па би рекла во одредени делови и нехумани, вклучувајќи е и исхраната во тие студентски домови. Кога оваа влада нели беше конституирана, затекнавме закочени процеси во двата студентски дома кои се реконструираат и во Кузман и во Стив Наумов. Во Стив Наумов воопшто не беа почнати ни подготовките, а не градежните работи. Ги откочивме двата процеси. Сериозно мониторираме што се случува во двата дома. Кузман, кој требаше да биде веќе готов за полугодието, ако не за почетокот на оваа година, по направените анализи од стручни лица, од ИЗИС, заклучивме дека треба да се зајакне. Со оглед дека станува збор за студентски дом, во кој што ќе престојуваат студенти, но и да не е студентски дом, но бидејќи е студентски дом, одговорноста е поголема, не можевме да си дозволиме да продолжиме реконструкцијата без да ги испочитуваме барањата на ИЗИС. ИЗИС побара зајакнувања на одредени носечки ѕидови и носечки столбови, што малку го закочи процесот на реконструкција на домот, која е темелна, целосна. Ако сте поминали, сте видели дека останаа само голи ѕидови. Ама подобро е да биде безбедно, отколку да биде паушално и популистички сега, завршено. по препораките на ИЗИС, со метални конструкции ги зајакнуваат, нели, но ние сме дел од процесот, ги зајакнуваме тие носечки ѕидови и столбови што треба да се направат и штом тоа ќе биде готово, студентскиот дом нагло ќе почне многу побрзо да се движи, односно реконструкцијата. Така да со сигурност можам да кажам дека за следната година ќе ги имаме и овие два студентски дома. Во Стив Наумов засега немаме такви проблеми, но првенствено требаше Кузман да биде готов. Не можеме да си дозволиме да ризикуваме и да ни се случи незгода, а со Стив Наумов се движи така како што и беше предвидено. Ако не беше доцнењето на почетокот, веројатно и таму ќе бевме при крај. Како и да е, за следната година ќе имаме два нови и ќе имаме и реконструкција на кујната во Гоце Делчев. Тоа ќе ве прашав, дали Гоце Делчев сите работи се испеглани внатре или има уште нешто што треба да се направи? Гоце Делчев е добар, релативно добар, студентите се задоволни, но треба кујната да се среди по хазап систем и веројатно ќе треба најгорните соби некако да го подрешиме ладењето, бидејќи знаете тоа е брутализам, бетон, па знае во пролетните месеци некогаш да биде потопло отколку што е подносливо, и тоа ќе го решиме, но таму зафатот не е голем. Во втора фаза ќе одиме, кога ќе ги завршиме овие два, ќе одиме со други два и така. Како ќе ги завршиме тие два, одиме со следните два, за да го заокружиме целиот тој процес и конечно студентите да имаат пристојни услови. Она што би сакала да го додадам, Искра, е дека најлесно е да се создаде нешто, да се изреконструира и изгради домот. Тоа бара многу пари, бара време, бара ангажман, но ќе се создаде. После тоа одржувањето е проблем и кај нас одржувањето е секогаш проблем. И еве да ги замолам и да апелирам, студентите ќе добијат убави хотелски соби, треба и да ги чуваат, и не само студентите, туку и раководствата на домот и вработените на домовите ќе треба да водат сериозна грижа за она што ќе им биде дадено да го користат. Да, за жал, еве, тоа е слика, меѓу другото и благодарение на мајндсетот на дел од студентите кои немаат одговорност и немаат желба да ги чуваат овие типови на инвентар, а не може да се види ваква ситуација, например, не знам, во било која друга земја во Европа, каде што ќе отидете, на вистина како домови си ги чуваат, бидејќи таму реално и таму живеат. И живеат, така е. А министерке, колкав е капацитетот во моментот? Значи, колку студенти може да примаат студентските домови во моментот во Скопје, да речеме, или на ниво на цела Македонија, и што ќе значи по реконструкцијата оваа бројка? Претпоставам ќе се зголеми. Ќе се зголеми, секако дека ќе се зголеми. 4300 студенти во моментов се сместени и кажавме остануваат неколку
помал број на слободни места. Тоа значи дека доколку има слободни места, студентите, домовите може да го прошират опсегот и на дел од студентите кои можеби не исполниле услов или кои имаат постдипломски студии, докторски студии, доаѓаат од надвор, дури имаат една можност преку летото комерцијално да ги користат собите кои што им се слободни за да станат и самоодржливи. Што значи тоа? Знаете дека државата партиципира и во студентските и во ученичките домови. Во ученичките домови се е бесплатно, во студентските домови половина од средствата МОН партиципира во домовите. Во летниот период, кога домовите се празни, може да служат како хостели. Ова не го знаев. Да, зошто? Секако и менаџментот треба да се прилагодува на новото време. На тој начин ќе обезбеди средства и за реновирање и за одржување, па може би и за некаква награда на вработените кои добро се покажале и така натаму. Да, така и треба да функционираат нештата. Има така и надвор во светот така функционираат студентските домови. Да, верувам дека имате и споредба, имате и компаративни анализи, а и секако дека купуваме искуство таму од каде што и треба да купуваме таму каде што е подобро. Има уште една тема, министерка Деновива, актуелна, а тоа е она прашање кое што минатата година учебна се подотвори, да речеме, па се крена и драма и фама околу етика, логика, филозофија, етика на религија и така натака, некако сето тоа одеше во еден пакет и сега се враќа во делумно поинаква насока. Имено Комисијата за односи со верските заедници предлага повторно воведување на задолжителна веронаука, велат дека за тоа е консензус од страна на сите верски лидери во земјава добиен, односно е одлучено на база на консензус. Значи задолжителна веронаука во државните училишта, овој пат од прво оделение па до крај на средното образование и тоа во рамки на предметите етика, етика на религии и културно и религиозно наследство. Ова е Деновиве. Нека ја многу тази информација, значи доставен ви е предлогот. Дали го видовте и што ќе одлучите? Предлогот го видов, се уште не сум одржала средба и баш после утре, всушност се извинувам, после почетните состаноци имам средба со директорката на комисијата за односи меѓу за да продискутираме која е нивната идеја и како мислат дека тоа може да се спроведе. Етика на религиите и историја на цивилизациите, учениците од 6 до 9 одделение го имаат како изборен предмет и можат нели да го изучуваат доколку го одберат, инаку е во пакетот над 50 изборни предмети се и овие. Морам да подсетам дека пред известен број години, јас не се сеќавам точно која година, не ме фаќајте за збор, постоеше обврзан ваков предмет, религија, но Уставниот суд се изјасни дека такво нешто во секуларна земја не е во ред и тука ќе наидеме на еден сериозен проблем, затоа што де факто ние сме одлучиле дека сме секуларна држава и дека државата и религијата ќе бидат одвоени. Но, бидејќи има потреба децата да бидат запознаени, сме понуделе изборни предмети кои имаат допирни точки до религијата, значи до религии, не до една, до бројни религии, за да тие добијат некаква представа културолошка, нели, па еве и религиозна, што се случува надвор од нашата земја или надвор од училиштето. Така да после средбата со директорката ќе ги расчистиме малку ставовите и ќе видиме што можеме да направиме, но секако ќе го разгледаме предлогот и доколку има некакви можности за децата да стекнат дополнителни знаења, тоа ќе биде искористено. Например, еве што во моментот ми паѓа на ум, дали е опција да речеме она што тие го налагаат од прво оделение па до средно до крај, да биде изборни предмети. Да бидат не само од често, туку од самиот почеток да или се проценува дека меѓу прво и пето учениците и не можат баш суштински да направат избор. Од прво до трето тие се описменуваат, се запознаваат себе си, семејството, нели околината. Предпоставам дека во строго религиозни семејства се запознаваат не со религијата, со правилата.
И со редовите на религијата ти не можат ни да ја разберат на таа возраст, предпоставам, туку учат што треба да се направи и како треба да се направи кога се почитува една религија. Не сум стручна, искра за тоа. За ова одлуките ги носи Бирото за развој на образованието, каде што има стручни луѓе, кои сериозно си ја вршат работата. Јас сум презадоволна од соработката и ако тие така прецениле, предпоставам дека тоа така треба. Но не значи дека не може да продискутираме уште еднаш и да прашаме, нели, што би можело да се направи. Знаете, на мали години само се учат ритуалите. Ми се чини, сега аз лично мислење кажувам, дека во религијата има, во разните религии, има многу нешта за кои што децата треба да бидат позрели, за да можат да ги разберат, но повторно се оградувам, Бирото ќе се каже како треба. Да, така е. Министерки, има едни два проекти кои што мене исклучително ме расположија и ме воодушевија како мајка на ученик, нели? Прети се, и сметам дека тука и треба да ни се концентрираат на некој начин, да правиме и такви реформски активности како држава, не е се само во, нели, учебници ќе се обезбедат вака или онака, и нови клупи, и така натаму, па и игрење во училиштата, ама има и суштински работи кои треба да ги паралелно да ги коригираме, да речеме. Една од нив е проектот за да нема прекин во воспитно-образовниот процес на учениците кои имаат посериозни здравствени причини заради кои отсуствуваат повеќе од 3 недели или се на болничко лекување или се на домашно лекување и така натаму. Значи Министерството за образование во соработка со Сдруженијето САНО воведува проект на болничко учење на некој начин или задолжителна, да речам, задолжителен континуитет на наставата и покрај тоа што не се во училишните клупи. Функционира ли веќе ова во полн капацитет? Да, на моје големо задоволство. Јас сум многу среќна заради овој проектот и сметам и како доктор дека е исклучително многу важен, функционира. Во моментов 30 деца се на онлайн настава, деца кои се повеќе од 3 недели одсутни од училиштето. Проектот не е само за децата болни од рак, туку за сите деца, за сите деца кои се подолго одсутни од училиштето. Она што невладината организација САНО го направи, ги обучи наставниците како треба да комуницираат со овие деца, како треба на овие дечиња да им го пренесуваат знаењето, но и во оделенијата каде што има такви дечиња, исто одржа обуки за емпатија, комуникација со овие деца. Имавме прилика да видиме како тоа изгледа на еден час и навистина е прекрасно. Не е само знаењето кое што овие деца кои се на подолго отсуство од училиштето или на лекување треба да го стекнат, тие секако ќе стекнат одреден квантум на знаење, туку и комуникацијата, социјализацијата, грижата, не се изолирани, чувството на припадност, чувството дека не се изолирани, чувството дека не се заборавени, што е исклучително важно во една таква ситуација, покрај нивната целосна и физичка и психичка борба да успеат во борбата, нели, со болеста. Овие се многу значајни елементи кои ќе има возможност полесно да го предбројат предизвикот. Апсолутно, бидејќи познавам лично такви млади луѓе кои ја победиле болеста, ева конкретно на тема рак, и кои своевремено сега се веќе возрастни личности, ќе се мажат, ќе се женат, како и да е. Своевремено пред 10 на 15 можеби години биле комплетно исклучени, без разлика што ни тогаш не било, нели, невозможно да се едуцираат и да се земат материјали, да се учат и да бидат кога можат редовни во наставата, зборам на далечина или преку комуникација на друг начин, преку домашни задачи од дома, меѓутоа тој недостаток на релација со класниот раководител, оделенскиот наставник, со другарчињата е 50% можеби од компонентата на побрзо заздравување, така е, отколку сето ова друго, и многу е важно да се работи на тоа, така што голем поздрав за овој проект. Има уште еден проект, а тоа е... Извинете ви. Благодарам, Искра. Бидејќи 40 години бев во здравство и работев со вакви деца, јас гледам како се движиме ние и добро е што некако се движиме. Во тој период тие деца
нели пред 10-15 години беа оставени на семејствата. Да. Семејствата сами на себе, во контакт само со болницата, докторите, сестрите и така натаму. Но еве сме направиле чекор напред и токму тоа што ти го потенцираш дека е половина здравје, комуникацијата со Поддршка, другите и љубов, поддршка, емпатија, љубов, да. емпатија, навистина е добро што успеавме да го спроведеме. Колку и да звучи сега можеби банално, вториот проект за кој што сега ќе зборуваме, а тоа е воведувањето на вештачката интелигенција. Многу од луѓето ќе речат, ама па нашиве деца се родени со AI, популарно кажано Artificial Intelligence, или со интернет и социјални мрежи и така натаму, и животот им почнува практично со социјални мрежи и со вештачка интелигенција, но сепак тоа не значи дека не треба едукација на темата и токму тука го поздравувам, без разлика можеби звучи пристрасно, но како мајка на дете кој е ученик, сметам дека и повеќе од потребно да им се покаже на децата како треба да ја користат вештачката интелигенција, уште повеќе на наставниците да им се всади начинот и структурата на размислување кога имате и AI паралелно. Меѓутоа, секако дека беше Министерството, односно вие, и тема на критика заради ова. Демек, ние еве ни капат крововите во училиштата, децава седат во училници малецки, ние немаме услови за да влезат и да седат, а камоли да мислиме за вештачка интелигенција. И сега како тука ја оправдувате смислата на вашата идеја и одлука кога се соочувате со вакви коментари? Да, имаше бурни коментари, но визави нив јас и не се секирам многу, затоа што сум сигурна дека донесовме исправна одлука. Точно е дека сме земја на контрадикторности и точно е дека во одредени училишта течат крововите и не се средени тоалетите, но пак голема вистина е дека во моментов се наоѓаме во една ера на силен технолошки развој и дека вештачката интелигенција навлегува во секоја пора од општествениот живот, во сите процеси на општественото живење, државата, администрацијата, науката и така натаму. Не смееме да дозволиме да останеме изолирани и во тој случај настрана од сите збиднувања во светот и во тој случај и сиромашни. Па без оглед на тоа што сме земја на контрадикторности, се обидуваме паралелно да ги решаваме и едниот и другиот предизвик. За да ги средиме крововите, тоалетите, подовите, салите и така натаму, во овие 16 месеци владата во образованието за инфраструктура вложи 67 милиони евра, што воопшто не е малку. И сме се потрудиле да она што е приоритетно да го санираме и во ист правец ке се движиме и понатаму. Но со оглед дека вештачката интелигенција, како што реков, станува неопходна алатка, таа мора да влезе и во училиштата, не само во другите. И мора да ја запознаат наставниците и родителите и учениците. Токму така како што кажа ти, децата веќе се многу вични, знаат да користат ChatGPT, знаат да користат некакви диаграми, слики и така натаму. И тоа го прават самоуки или меѓу себе што го прават. Но таму има и опасности, и некој треба и тоа да им го каже. Но и најдобриот начин како да ја користат вештачката интелигенција. Па затоа направивме прирачник, односно не направивме ние, Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Факултетот за информатика, направи прирачник за наставници, родители и ученици, за тоа како треба да се употребува и кои се опасностите од употребата на вештачката интелигенција. За нивна голема радост, би рекла, и сите други кои го прочита овој прирачник, другите информатички факултети, рекоа дека е навистина на многу високо ниво направен и тој е дистрибуиран по училиштата. Направивме договор, подпишавме меморандум со Брейнстер и тие обучија или во теке обуката на 200 Во теке ми се чини, знам од училиштето на Кирпи. Да, на 200 наставници. Се договоривме со Инофеид да направи бесплатна обука, да направи обука на уште 200 наставници. Конечно разговарав и со економскиот факултет, каде што исто така има можности за
обука за вештачка интелигенција, cyber security, да направат за уште 200 наставници, што значи многу брзо почнуваме да се адаптираме на она што се вика модерно време. Апсолутно. Знаете како, ако ја има во сите процеси во индустријата, децата кои ќе отидат на пазарот на труд ќе треба да знаат како да ја искористат. Но не само како да ја искористат, има возможно да вештачката интелигенција да го развиваат начинот на размислување и начинот на мислење. Значи, јас пак го кажувам, тој најмногу потребен, нели, ChatGPT, што се ќе ни каже. Треба да знаат да проверат дали е точно тоа што го добиле како информација, кои извори се користени, да направат анализа на текстот, например, ако е текст што го добиле, за да видат дали е логично. Оти за другата страна, велам, стои компјутер, софтвер и така натаму. Така. Значи, сепак користејќи ја, ако не е автоматизиран процес, ти имаат многу корист и прилики да научат многу нешта. Од тука сметам дека ова е добар проект. Сега за сега добро се развива, се разбира, резултатите ќе ги видиме после извесен период. Оно што јас секогаш го кажувам, ние воведуваме нови програми и очекуваме резултати утре. Не може. Резултати ќе видиме после повеќе години. Битно е да почнеме да го правиме тоа што е исправно. Ета така и треба да им се повторува на луѓето, дека резултатите во вакви процеси не се од денеска за утре видливи, туку мора да се вкоренат, да се развијат и потоа да ги видиме како такви. На истава линија се и законските решенија на база на кои се прават практично промените. Министерке, колку уште закони треба да се изменат, дополнат, нови да се донесат, за да можеме да кажеме дека базата теоретски ние како правни акти поставена на тема образование и сега само ги развиваме, ги имплементираме и ги собираме плодовите после некое време. Уште кои закони се опрашани? Ќе треба искра уште повеќе закони да донесеме. Јас ќе ве потсетам, донесовме нов закон за основно, за средно донесовме измени и дополнувања поради политичките проблеми кои ги имавме, иако требаше нов закон. Па јас се надевам дека во текот на идната година можеби и таму ќе донесеме еден нов закон, средно стручно донесовме, НРК. Во меѓувреме донесовме и закон за ИНОВА, нели, и многу други, но она што е битно, ќе ги дополнуваме. Ќе видиме дали се функционира како што треба, ако негде не функционира нешто како што треба. Јас немам суета во ред, ќе промениме некој член, се што треба за да биде функционално и да може законот да се имплементира. Но од големите и важните закони што треба допрва да ги донесеме се законот за високо образование, законот за научно-истражувачка дејност и законот за квалитет во високото образование. Тоа се три носечки закони кои дефинитивно ќе го променат и високото образование. Начинот до сега закон за квалитет имавме? Во високото образование? Имавме, но беше дел, немавме закон за квалитет во високото, беше дел од законот за високо образование, но сега ќе направиме и закон за квалитет во високото. Поздрав и за одлуката да се издвои, бидејќи така е. Тоа се три носечки закони кои драстично би требало да ја почнат реформата и во високото образование. Затоа што, како што многу пати сум кажала, настрана што имаме многу институции, имаме и многу студиски програми, нешто што се покажа недоволно ефективно, па недоволно соодветно за пазарот на труд, во соработка со универзитетите, со дел од универзитетските професори, нели не може со сите, направивме една драфт верзија и јас се надевам дека во текот на идната година барем и овие три закони ќе ги донесеме. Треба да направиме закон и за Националната агенција за европско образование и мобилност. Има таков. Популарно е Еразмус. Така. Па ако се за Еразмус, па ако се сеќавате ФИТР веќе го спомнав, го споивме со агенцијата за предприемништво, направивме нова агенција која сега се вика и нова и на која е за наука, технолошки развој и предприемништво, што е исклучително многу значајно.
Значи има уште доста работа, но се добро, не надевам треба дека да се брза, особено на тема високото образование. Бидејќи прашањето е кога би можеле да речеме дека сме стабилни, мислам дека до крајот на следната година веќе би ја имале комплетно базата, која би ја завршиле, јас не сум го заборавила тоа е мој предизборен наратив, дека ние треба да донесеме консензус. Но треба да ги завршиме сите овие закони, да ги поминат јавните расправи и кога ќе ги донесеме, конечно да имаме една собраниска декларација во однос на образованието. Ете така, за да нема постојани... Не сум ја заборавила, но треба да се исполнат условите, Добро, за да нема постојани промени. Ето така. Нели? Политички, потоа нели се менуваат работите од корен, па се поништуваат членови, па се враќа во игра нешто што по линија на помал отпор порано функционира. Се извинувам, те векинав, откако ќе го завршиме целиот процес, јас се надевам дека и тоа ќе го постигнеме и тогаш ќе можеме да речеме за следните 15 години сме стабилни. Сите ќе бидат дел од декларацијата и завршена работа. Се разбира доколку има прека потреба и во следните 10-15 години ќе се промени нешто, ти гледате светот секојдневно се менува. Ама тоа да е суштинска, а не популистичка причина за тоа да се случува. Апсолутно, бидејќи ако сакаме столб, тогаш мора и на вистина да поставиме столб, а не да биде предмет на постојани промени. Министерке, мислам дека што се однесува на тема ресорот кој го водите, исцрпивме се, некои прашања можеби ги извлеков свесно и не ги постави бидејќи многу пати сте се произнеле за истите и сакам да оставиме и малку време на тема политика, сепак сте министерот или министерката политичка функција. Правиме многу куса пауза за реклами, па се враќаме назад, вечерва во за или против министерката за образование и наука, а продолжуваме по неколку минути на тема политика. Добре дојдовте назад, оние кои сега го вклучувате телевизорот, вечерва во за или против разговарам со министерката за образование и наука. Не заради тоа што бегаме од изборната кампања и дискусии на тема локалните, туку заради тоа што не е се само и само. Во тоа имаме и други суштествени теми за дискусија кои заслужуваат внимание и секогаш треба за нив да се зборува. Изминатите 30 и повеќе минути во првиот дел од емисијата дискутиравме за оние работи кои се сега предизвик на тема образовните реформи, а вториот дел, како што најавив, ќе биде тема политика. Министерке, ајде ова што е некако најактуелно овие денови не престанува да биде актуелно, што заради наративот на така наречената Национална алијанса за интеграција или популарно водечката партија, внатре тоа е Дуи само Дуи. Иако и Мицкоски и Николовски повторуваат постојано дека не е точно од локалните избори се мост за враќање на Дуи во власта преку следни предвремени парламентарни избори, тој наратив продолжува некако да тлее како јавна дискусија, јавно или нејавно како сакате. Која е вашата перцепција на оваа приказна? Еви вчера конкретно повтори ми се чини Николовски или завчера како и да е дека вице-премиерот дека ова нема да биде епилог по локалните избори, но ева од ваша перспектива. Ме интересира става. На локалните избори им е дојдено време. Поминаа 4 години и треба да се спроведат. Толку трае мандатот на градоначалниците и затоа спроведуваме локални избори. Не само затоа, туку и за граѓаните, не само затоа што дошло време, туку и за да провериме што мислат граѓаните за одредени локални самоуправи, задоволни се, не се задоволни, таму каде што се задоволни од претходните ќе го дадат својот глас, на друго место ќе одберат нови, нешто што е нормална процедура во демократијата. Со оглед на тоа дека во овој момент тие се фокус на темата, сметам дека е добро сите политички партии да истапат и да дискутираат за проектите на локално ниво. Затоа што де факто локалната власт е онаа која што директно влијае на животот на граѓаните, не дека централната не е, тие заеднички треба да функционираат, заеднички да ги спроведуваат проектите, но во овој момент станува збор за она што се случува баш во местото на живење, во локалитетите каде што тие живеат, работат, се движат и така натаму.
битно е кога централната и локалната власт имаат заеднички идеи, заеднички проекти, заеднички мислења и добро е кога заеднички се спроведуваат. Па така, например, еве ние за да покажеме дека тоа е многу важно, кога се доделува кредити, се доделуваа средства од унгарскиот кредит и се даваа проекти, ги поканивме сите градоначалници, без оглед на тоа на која партија припаѓаат, и си конкурира и си добија. Дел од нив не конкурира и не добија. Затоа велам, битно е да знаат граѓаните за кого ќе гласаат. Доколку се задоволни од градоначалникот, нека си гласаат за него. Дали ова треба да биде мост кон некакви други избори? Мислам дека не треба да гледаме така на овие избори, напротив, треба да гледаме од овој аспект од кој јас зборувам. Но во политиката, нели, се е можно. Кај нас многу често се бараат предвремени избори, оправдано или неоправдано, многу често и неоправдано, но тоа се одлуки кои се носат соодветно настанати ситуации. Партијата си има партиите, си имаат раководни тела и раководните тела одлучуваат дали е соодветно да се има избори било какви, па и предвремени. Не се прави тоа по желба и барање на одредена партија. Да. И ние многу пати како ВМРО сме барале предвремени, и сме ценеле дека може би добро ќе ни дојдат, па не сме ги добиле. Не се во прашање партиите, во прашање е државата и динамиката во која ќе се одвиваат процесите во државата. Може би на одредена партија, еве конкретно ДУИ, и би му одговарале, но не сум сигурна како они сигурно знаат дека би им одговарало такво нешто. Може би и нема да им одговара, се уште не се измериле како што треба, но не се, повторувам, не се во прашање желбите на партиите и на одредени партиски личности. Процесите кои се случуваат во државата, кои во овој момент имаат добар тек, според мене треба да си продолжат според тој тек. Но како и да е, ќе видиме, времето ќе покаже што ќе се случува во неа. Да, апсолутна логична анализа и логичен одговор на она што реално како луѓе треба да направиме на денот на гласањето, што треба ние да измериме како граѓани на сите овие општини, и колку вие како политичари, односно функционери, сте свесни за тоа колку сте сервис на граѓаните и како би требало да се поставите, така што ова е апсолутна логика. На тема ДУИ, министарке, многу ваши колеги, министри, па и директори на одредени институции изминативе 15 години отворено се признале во ова студио дека имаат проблем со партиски поставените службеници, еве така да ги наречам, во рамки на нивните институции, конкретно од ДУИ. Немање професионализам, невршење на работата следствено на тоа, но и работа во интереси за партијата, вадење информации, неизвршување на задачи и така натаму, што е на крајот крајно на штета на луѓето и граѓаните, меѓутоа имаат партиски клиентелизам кој што ми се чини најмногу го гледавме изминатите 20 години, бидејќи и најдолго екзистира на власт ДУИ. Има ли Министерството за образование проблем со кадрите од ДУИ кои ги наследивте? Искра уште првиот, вториот или третиот ден, небитно, кога влегов во Министерството, ги викнав сите вработени и им кажав дека не ме интересира кој од која партија доаѓа и кој од која партија е назначен, дека ние имаме многу за работа и дека треба да работиме. Така да јас генерално и не знам на која партија припаѓа, никогаш не сум ги прашала. Очекувам да си ја сработат работата. Не сите се спремни да си ја сработат работата, има луѓе кои се многу спремни и кои работат, но има дел од луѓето кои не се и затекнав луѓе на одредени позиции за кои ценам дека не се компетентни да си ја вршат работата. Но, се трудиме да ги стимулираме. Не станува збор само како мене министер, нели? Воопшто, мојот кабинет, раководната структура во Министерството, се трудиме да ги стимулираме. Се трудиме
вклучувајќи ги во работата, да им овозможиме да стекнат компетенции, некакви вештини, ако не компетенции, барем некакви вештини за да биде оправдано нивното присуство во Министерството. Уште првите денови затекнав состојба кога луѓе не доаѓаа на работа и тие си добија отказ така како што си бара законот. Неколку од нив. Се обидувам да наградувам како министер сега, нели, и државниот секретар да наградува, помалку да казнува, но имаме случаи каде што сме прибегнале и на Кога сте мерката принудени, тоа е казна. исто дел од процесот. Да, затоа што секој мора да стане свесен за својата одговорност. Знаете како, во текот на работата, кога тие се долги години таму, некоја грешка им изгледа незначителна, меѓутоа нема незначителна грешка во Министерството. Сите грешки, како и да се случиле, се многу значајни. Некој дете онеправдано, некоја нострификација задоцнила, некоја исплата задоцнила, па не тужат, нели, планираме буџет, пропуштиле нешто, значи, тоа се крупни и значајни проблеми. Се обидуваме да го средиме тоа. Јас и натаму нема да гледам на нив како на партиски структури, на никој од вработените. И така треба, според мене, да биде. Но пак ќе речам, факт е дека излегуваат податоци од Министерството кои не би требало да излезат. Факт е дека се дискутираат непотребни теми. Но и за ова, како и за се друго, треба време. Да. Јас се надевам дека после извесен период ќе воспоставиме еден нормален тек на нештата, барем кога сите ќе си ги знаат обврските, од дел од луѓето и не си ги знае обврските, да си ги знаат обврските, да ги почитуваат обврските, за да не мора еден да работи за пет. Оти ми се случуваше, а и во овој момент ми се случува, да речеме, мојот кабинет, кој и оваа прилика ќе го пофалам, да работи за 10, 15, 20 луѓе во ист момент, што не е во ред. Се обидуваме и јас се надевам дека и ова ќе го решиме, само малку време. Да, многу прашања ми дојдоа на темава додека зборувавте, бидејќи интересно е како исти во овие службеници кога ќе направат промена или трансфер во приватна компанија, па и мајндсетот волшебно им се менува и таму веднаш внимаваат да не се прават грешки и веднаш се 100% вклучени додека се на работа и функционира, додека администрацијата на овој начин се доживува еве вака како што се доживува. Вие сте сепак само и само човек кој треба да биде и брифиран на дневно ниво и да собира информации од неколку луѓе, а тие луѓе не сте сигурна колку може да им верувате до крај, колку и тие добиле информации како што треба, и на крајот се удира врз глава прво на граѓанинот, а и врз вас кој го водите ресорот. Успевате тоа да го менаџирате, веќе препознавате кому може да му верувате, а кому не? Да. Или има уште опасни манипулатори кои се совршени во машинаријата? После година и пол знаеме кои се можностите кај одреден број на луѓе, но искра, ако ми дозволиш, јас би сакала нешто друго да кажам. Јас имам патувано многу во светот и сум се среќавала со администрацијата. Кога ќе отидете во Германија, во Англија, во Турција, кога ќе рече некој дека е административен службеник, тоа е гордост, тоа е чест, тоа е почит. Нели? Но и тие така се поставуваат. Тие се луѓето кои ја штитат државата. Се во служба на Министерот е менлива функција. Денес сум јас, утре ќе биде друг, задутре ќе биде трет. Тие се носителите на државните функции. Имам впечаток како кај нас луѓето да не се свесни колку многу е значајна администрацијата и колку многу треба да бидат сериозни во својата работа. Веројатно во изминатите години сме направиле големи пропусти за да дојдеме до оваа ситуација. Но, пак ќе речам, ништо не е ова ситуација, нели хирург па ќе пресече со нож и ќе ја реши работата. Треба време. Ако продолжиме во овој стил и ако еден по еден се вклучуваат и ја разбираат својата важност и важноста на процесите кои ги прават, мислам дека ќе имаме напредок.
Апсолутно. Министарки, имаме време за уште само две прашања. Исто актуелна тема е, која што и самиот премиер ја најави, односно председателот на владата, реконструкција на неговиот кабинет постизборно, бидејќи де факто постојат министри кои јавно може да се оцени вака од перспектива на гледач или од другава страна, секој оној кој не е новинар или не е директно во политиката, пак може да види кој како функционира. И горе-долу може да се претпостави кој би бил. Дали вие сте дел од најавената реконструкција? Дали вие би можеле да бидете предмет е несоодветен збор, може да бидете личност за реконструкција која ќе биде тргната од тој ресор, можеби друг ресор ќе добиете, каде што заради задоволството на шефот на владата и начинот на кој што вие ги спроведувате реформите, можеби ќе сака истата енергија да види во друго министерство што ќе го водите, например, хипотетички. Или воопшто не знаете или па не размислувате. Не. Ова со енергијата ќе го сватам како комплимент. Апсолутно. Ти благодарам многу. Сепак, премиерот е тој кој ги одредува ресорните министри и предлага на собранието министри, така да тој ќе одлучи кои министри каде ќе бидат и каде ќе останат. Како што гледате, јас работам како да ќе нема реконструкција, верувам дека и сите министри тоа го прават со полна енергија, затоа што не смееме да си дозволиме да правиме ни минимални паузи, сметајќи дека можеби нели ќе бидете нема повеќе да бидете министер, да си дозволите да направите некаква пауза во работењето. Не, тоа не смее да си го дозволи никој, јас тоа не го правам, како што гледате, еве, денес сум кај вас и секојдневно на работа и на терен, по училишта, сегде кај што треба, така да ќе видиме после изборите дали ќе има, каква ќе биде реконструкцијата и што ќе се случува. И тоа е интересно, можеби така ми се чини, нека ми простат ако е ова само мој личен впечаток, не велам фактичка состојба, но многу често сте во училиштата и во внатрешноста, што на покана на тамошни директори, наставници, така натаму, па и средби со ученици, што и лично. И верувам дека тоа е единствен начин како можете да ги видите работите на терен, дали функционираат, како функционираат и така натаму. Тоа е напорно, меѓутоа едноставно мора така да се види од терен. Нели лесно е кога се креираат политики на база на некакви анализи од кабинета, ама друго е кога човек е на терен и тоа треба да се прави. Многу е поразлично. Вие имате визијата, го имате планот и како што кажав и за некои закони, дека можеби ќе треба да се променат членови, поинаку е кога ќе слезете во самото училиште и ќе видите на што се жали, да речеме, директорот на училиштето или на домот или на што и да е. Често правам увид во реконструкциите што сме ги почнале, затоа што кога дојдовме затекавме ситуации да е почнато па заборавено, 2-3 месеци оставено, нели, почната е реконструкцијата и фирмава ја нема. Да. Па често го правиме и тоа, да провериме дали се движи или не, но секако во училиштата е многу битно, затоа што кога ќе влезете во училиштето добивате правата представа и за насмеаните лица на учениците или за ненасмеаните лица на учениците, за задоволството на наставниците, понекогаш знае тука да се затекне и некој родител, кратко ќе направиме разговор и веќе се добива вистински впечаток што се случува таму, така е. За крај, министарке, како сте или кога сте посреќна сега, кога имате позиција да носите и креирате политики, да менувате, да реформирате еден од клучните државни столбови образованието, или во позицијата или во практикувањето на професурата, односно професорската функција, докторската исто така, доктор и професор еднаш за секогаш, но сега примерно вие нешто друго. Кога сте посреќна? Искрен мислам дека ова е континуитет на мојата работа. Развојна компонента. Да, развојна компонента. 40 години пренесував знаење и работев како доктор. И бев среќна. Јас сум во принцип позитивна личност со позитивна енергија и секогаш, без оглед што во животот на секој човек се случуваат и лоши и несреќни нешта, секогаш сум наоѓала причина да бидам среќна.
Многу ме радуваше кога моите студенти, нели, ке дојдеа на испит и ке знае и ке речеа, вие професорке тоа ни го објаснивте. Па и сега кога ги среќавам и кога ќе ми речат, јас би ваш студент, јас не можам на сите да се сеќавам, нели? Ама се сеќавам на вашите предавања и така натаму, тоа ме прави многу среќна. Па нема поблагословена Да, состојба кога ќе си ги видите студентите. Сум многу задоволна, сега се тие доктори, работат, специјалисти, се усовршуваат, напредуваат и така. А сега пак сум исто така многу задоволна, затоа што сега можам да ја проширам групата на која што работам. Тогаш работев на студентите од медицинскиот факултет, сега е во прашање државата и одговорноста е голема. Јас сум благодарна што сум ја добила оваа шанса да направам нешто за сопствената држава, од типа не секој ја има таа шанса, и ме прави задоволна кога гледам дека успевам, кога нешто не ми успева, јас сум несрекна и тажна, некогаш и нервозна. Но генерално ова го сваќам како континуитет на мојата работа и да, се додека можам, ќе продолжам да работам генерално за младите луѓе, бидејќи во овие политики кои сега ги креираме како влада, гледам можност да останат овде. Гледам можност да сватат дека и ова е, нели, земја како и сите други и дека од нив зависи дали ќе биде ваква или онаква, да не споредувам како ова или онаа држава, и дека они треба да ја направат, тоа сите ние треба да ја направиме да биде подобра. Срекна бев тогаш, срекна сум и сега. И кажавте уште една феноменална мисла, тоа е дека тие треба да се свесни имено апропо разговорот или одговорот на тема службениците во Турција, во Германија, во Лондон, кога сите ќе почнеме да размислуваме колку ние всушност треба да ја дадеме на земјава за да биде поубава, а и за да не очекуваме дека треба постојано некако да не наградува, тогаш и ќе навистина ќе имаме убава земја. Не е се во извршната власт и не е се во оние кои одлучуваат и во ние кои треба да се ја сакаме натерано онака како што сакаме да ни изгледа, така и да се потрудиме да направиме. Ви благодарам што бевте транспарентна и што секогаш прифаќате учество и покрај агендата која е сериозно комплицирана во образованието. Тоа е едноставно така. Ви благодарам и што сте отчетна. Не само транспарентна, туку човек треба да биде искрен и да каже докаде, колку е, па и да признае кога нешто не се завршува онака како што треба и да покаже кои се правците на можни решенија. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека следното гостување ќе биде со некој нов проект кој што ќе биде од суштинско значење повторно за нашите деца. Благодарам искра за можноста, секогаш ми представува задоволство. Почитувани, јас се надавам дека одговоривме, односно министерката прети се, а јас прашува во ваше име на се она кое што е особено актуелно периодов. Учебната година си тече, секогаш е атрактивна гостинка, тема образованието уште долго ќе не биде тема, бидејќи мораме да вршиме надзор и мониторинг на тоа како функционираат државните институции во насока на служење на народот. Ви благодарам што не следевте, имајте убава вечер со Алфа.